Православната црква денес го празнува преображението на Господ Исус Христос на Тавор. Со свети богослужби празникот се прослави во сите православни храмови во Тетовско-гостиварскиот регион. Неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф богослужеше во храмот Успение на Пресвета Богородица во Гостивар. Во црквата Свети Никола во Тетово света божествена литургија отслужи протоиерей Ставрофор Мирко Станковски. Празникот Преображение Господово спаѓа во големите христијански празници што ги празнува Светата Христова црква. Со поголемиот број обичаи и верувања има значајно место во животот на нашиот народ. На овој ден се прославува преображението на Христос на Тавор, кога Господ се појави во сета негова слава пред апостолите Петар, Јаков и Јован. Овој голем празник е постановен во првите векови на христијанството и ни напоменува за едно од најважните евангелски настани, а тоа е јавувањето на Господа во небесна слава пред своите ученици Петар, Јаков и Јован. Господ често изборува на своите ученици што ќе се случи во иднина, дека ќе биде фатен, дека ќе биде мачен и распнат, дека ќе умре и ќе воскресне. Учениците не можеле да поверуваат Синот Божи така да страда и да умре, и слушајќи ги тие зборови, срцата им се исполниле со голема жалост. За да не се разочараат за тоа што ќе се случи, Господ Христос решил да им покаже како ќе изгледа тоа, ги поведе тројцата апостоли да им го покаже чинот на воскресението. Тие се искачале на Таворската планина во Галилеја. Тука тој се оддалечил малку од нив и започнал да се моли. Учениците за тоа време заспале, изморени од патот. Одеднаш лицето почнало да му свети како сонце, а облеката му станала бела како снег. Тога се јавиле и 20 зрати пророци Мојсија и Илија. Кога се случило преображението, апостолите се разбудиле и виделе како Спасителот разговара со пророците и за тоа што поднаскоро ќе се случи во Иерусалим за мачењето и распнувањето, за смртта и воскресението. Светлоста на Христовото лице ги засенила присутните ученици и во тој момент ги одвоила и воздигнала кон оваа грешна земја. Воскитен од таа гледка свети апостол Петар извика: Господе, добро е да бидеме овде и ако сакаш да направиме 3 седници, една за тебе, една за Мојсија и една за Илија. Тогаш ги прекрил светол облак и се слуша глас од небото: Ој мој возлюбен син, на кого е мојата волја, него послушајте го. Тројцата апостоли падале на земјата ничком, а Господ Христос ги добро им рекол: станете и не бојте се. И кога станале, не виделе ништо освен Господа, онако како што бил пред преображението. Тогаш им рекол: никому не кажувајте што видовте додека Синот човечки не воскресне од мртвите. Драги браќи, се поставува прашањето: зошто Господ зел само тројца ученици на планината Тавор, а не сите? Затоа што Јуда не бил достоен да ја види божествената слава на учителот кој подоста ќе го предаде, и зошто се пробрза на планината, а не во долина. Затоа, за да би ги научи на двете добродетели, на трудолюбието и богомислието, бидејќи искочувањето на планина бара труд, и тоа го представува висината на нашите мисли. И зошто се пробрзи ноќе? Затоа што ноќта е подобра од замолитва, отколку денот, и затоа што ноќта ја закрива темнината и открива убавината на звезданото небо. На денот кога го празнува празникот Преображение, црквата во склад со древнохристијанскиот обичај во православните храмови врши осветување на вода и плодови, посебно грозје. Според народното верување, за прв пат во годината се бере грозје и се носи во црква, каде свештеникот по молитвата го благословува. Овој чин представува и благодарност кон Господа за сите природни дарови на земјава. Ова света вода, името на Отца и Сина и Свети Дух сега секој што грозје, со благодатното името на ова света вода, името на Отца и Сина и Свети Дух сега секој што беше. На Преображение во црква се дава нафора и грозје. Верниците палеа свеќи за здравје, мир и благосостојба, се поклонуваа пред иконата на Светото Преображение Христово, а оние кои што постеле се причестуваа, пошто беа прережани и колачите и пченицата принесени од верниците. Святи Отче,
На иконите денешниот празник е представен така што Исус стои на врвот на планината во бела облека. Од десната страна е пророкот Мојсе, а од левата страна пророкот Илија. Долу се апостолите паднати ничком, а со рацете ги заштитуваат очите од силната светлина што зрачи од Исуса.